Овде ќе ги разгледаме преостанатите три задачи од наставната единица уште претворување, вториот дел значи, а тоа е во учебникот на страна број 100. Овде имаме три задачи, да пополниме табела, да ги подредиме по големина броевите од најмалиот до најголемиот, запишани во на различен вид, и задача 6, запиши го секој количество како дробка, а потоа претвори ја во процент. Одиме со ред. Четврта задача. Овде имам една четвртинка. За да запишам во процент, ја проширувам до именител 100, значи ја помножив бројите од именител, ги помножив со бројот 100 поделено на 4, 25. 20 по 1, 25 врз 100, тоа е 25%. Една половинка, именител 100, бројителот ќе биде 50, тоа е 50%. 3 четвртинки, именител 100, значи проширена со 25, бројителот 3 по 25, 75, така доби 75%. Именител 100, значи проширена со 20, 1 по 20, 20 врз 100, 20%, проширена со 20, се добило 60%, проширена со 20 се добило 80 врз 100, а тоа е 80%. Понатаму имам 3 осминки. Не можам со проширување и скратување да доведам до декадна единица 100. 7 дваестинки, проширена со 5, 20 по 5, 100, 7 по 5, 30, затоа е тоа 35%. Во децимални броеви, бројот пред процентот го делам со 100, за 2 места лево, 0,25, знаеме правилно како се чита, 0,25 стотинки. 2 места лево ќе дадем 0,50, нулата на крај не ми ни треба, 0,5 десетинки, 2 места лево со запирката која мисловно не се наоѓа после петката. 0,75 стотинки, 20 поделено на 100, 1, 2, ќе имам 0,20, таа 0 не ми ни треба, 0,2 десетинки, и така овде добив 0,6 десетинки, 0,8 десетинки и во последниот случај 0,35 стотинки. Ова погрешка не е за овде да се работи овој случај, 3 осминки. Ето, еве сум покажал и тоа како ќе го направите во наредниот период. Дробната црта заменува делење, бидејќи деленикот е помал од делителот, во количникот пишувам 0 и запирка. Допишувам 0, ке се формира 30 поделено на 8 е 3, 3 по 8, 24 до 36 ме остана. Допишувам 0, 8 во 67, по 8 56, останува 4, допишувам 0, се формира 40, 8 од 45, по 8 40, суме завршил работата, заокружувам на 2 децимални места, а знаеме дека ако цифрата што ја отфрламе, првата што ја отфрламе, бидејќи теоретски постојат можности тука да имаме други цифри. Е број 5 или поголем од 5, заокружувам со вишок, односно 0,38 стотинки, а тоа во проценти ќе ми биде 38%. Задача број 5. Да подредиме, да почнеме со најмалиот. Овде нема потреба да ги претворуваме сите во. Обично ќе разгледате, ако ви се дадени 2 децимални броеви и тој што не е децимален, претворете го во децимален, па поедноставно ќе решите задачата. Тоа е 73%, 75%, 74%. Најмал е 73%, па 74%, меѓутоа оригиналот е 74 врз 100 и најголем е 0,75 стотинки. Случајот под Б. Имам 50 врз 100. Кратам тука со 10, че скратувам таа дробка со 10, ќе добијам 50 поделено на 10 е 5, 100 поделено на 10 е 10. Ова во дробка е 4 врз 10. Ми остана една третинка. Ја проширувам со 10,
10 врз 3 по 10, 30. Тоа се сите дробки, меѓутоа со различен именител. Ти запишам како дробки со заеднички именител. За 30 и 10 ми е 30. Сега ќе запишам од лева страна, овде да не зафаќам повеќе простор. Именител 30, значи таа 5 десетинки ќе ја проширам со 3. Па така ќе добием од неја 3 по 5, 15, именител рековме 30. Кога 4 десетинки ќе ја проширам со бројот 3, ќе добием 30, а во бројот 4 по 3, 12. Сега нема да промешам сигурно, најмало од овие дробки е. Кои дробки ги гледаме сега? 15 трестинки, 10 трестинки и 12 трестинки. Најмало е 10 трестинки, а таа произлезе од 1/3. Па оригиналот ќе го запишам. 1/3 е помало од, ова не е 2, се извинувам, тоа е помало од. Сега разгледувам 15 трестинки, 12 трестинки. Помало е 12 трестинки, а таа произлезе од 0,4 десетинки. И остана најголем да биде бројот 50 врз 100. По два случајот. 9%, 90 врз 100, 4 петинки. Овде се одлучи во проценти да ги запишам. 90 врз 100 е 90%. Ова да запишам како процент именител 100, значи ја проширив со 20. 4 по 20 е 80. А тоа ми е 80%. Значи сега ги споредувам 9%, 90% и 80%. Најмал е 9%. Потоа 80%, а тоа произлезе од 4 петинки, затоа ќе запишам 4 петинки и најголема е ова 90 врз 100. Случај Г. 25%, 3/4 и 0,3 десетинки. И уште еден случај имам. Во проценти. 3/4 во проценти именител 100, значи треба да ја проширам со 25, 3 по 25 е 75, значи ќе имам 75%, ова ќе ми биде 30%. Веќе знаеме тоа. Да го работиме. Сите ми се проценти, најмало е 25%, потоа 30%, а таа произлезе од 0,3 десетинки и најголемо е ова 75%, а нејзина матична е 3/4. 99 врз 100, 0,99 илјадинки и 100%. Јасно дека овде нема потреба да работиме како што работевме во претходните случаеви. Најмало е ова, 0,99 илјадинки, потоа 100%, ова е 99%, ќе ни дојде, а тоа произлезе од 99 врз 100 и најголем е бројот 100%. И да разгледаме уште задача 6. Запиши го секој количество како дробка, а потоа претвори ја во процент. Имаме 2, 4, 5 случаи. Прв. 13 од 20 бисквити во кујната се скршени. 13 20 од кујната се скршени. Во дробка. Именител 100, во таква дробка која ќе ми овозможи да добијам процент. 20, именител 100, значи проширена со 5. 5 по 13 е 65. 65%. Под Б. 19 четиристинки од учениците во делението се девојчиња. Тоа е дробка, нема што да ја претворам во дробка, меѓутоа во процент да ја претворам не можам сега. Под 2. 105 деца од 200 гласале за повеќе активности во училиштето. 105 од 200. Да ја доведам до именител 100, за да потоа лесно ја претворам во процент. Треба да ја скратам со 2. Меѓутоа 105
не е делив со бројот 2. Меѓутоа сум ја решил 105 да се дели на 2 е 52,5, а сега тоа, бидејќи има именител 100, е 52,5%. Под Г. 4 од 5 деца гледаат телевизија барем еднаш неделно. 4 врз 5. До именител 100 треба да дојде со проширување со бројот 20. 4 по 20 80, значи 80%. Ракометарот даде 19 голови од 20 обиди. Овде сум промашил некој од буквите. 19 врз 20. Сите обиди се 20. Едно промашување? Не. Да, едно промашување. Колку во проценти е промашувањето? Или колку голови дал во проценти, како тој ќе запишеме? 19 врз 20 именител 100, значи со 5 е проширен бројителот и именителот. 19 по 5, 5 по 9, 45, 5 по 5 е 4, 9, 95 врз 100, 95% ефикасност. Промашување до 100%, 5% од ударите му биле промашени. Ја прескокнавме задачата под Б. Еве задачата под Б. 19,40. До именител 100, ако 100 поделено на 40, ќе најдеме со колку е проширена таа. 100 поделено на 40 е 2,5. По 19 47,5 врз 100 и тоа во проценти ќе види. Овде не сум ставил знак за процент. Ке ставите знак за процент 47%. И види со црвено, нека види на крај да не менуваме бој. Тоа беа задачите, ги разгледавме, благодарам за вашето внимание.